втората епизода од темата за создавање на вистински пријателства преку онлайн видеоигрите и електронските спортови, ќе продискутираме со нашите сениори од електронските спортови за нивните лични искуства и долгогодишни пријателства создадени токму преку видеоигрите. Според мене, светот на електронските спортови е еден цел нов универзум кој што јас сум многу благодарна што имав можност да го запознам. И токму тие години ми беа едни од најплодните во поглед на социјалните кругови, затоа што запознав на вистина многу луѓе. Голем дел од тие луѓе се уште постојат во мојот живот и ги гледам речиси секојдневно. Се запознав со навистина многу интересни карактери, со луѓе од најразлични социјални средини. Многу слично како да тренирам било кој спорт, едноставно пасијата кон играта која што јас ја играв не поврзуваше. И често пати до ден денес знаеме понекогаш да си играме и заедно на доколку се начекаме да играме во исто време. Но сметам дека ми е навистина голема предност тоа што ги запознав тие луѓе, бидејќи веројатно немаше да ги запознам во некои други околности, а ми овозможија да имам пристап до едни навистина здрави и интересни пријателства како што се овие што ги имам. Многу е лесно вака од страна кога некој ќе гледа седнат, нели некој игра видеоигра на компјутер, меѓутоа ние од наша перспектива кога ќе седнеме на компјутер, малку поинаку нели гледаме на тоа, пред се ради тоа што запознаваме многу познанства, значи не само во Македонија, општо ширум во светот шириме повеќе пријателства. Пред се има многу забава, покрај тоа што се трудиме нели да оствариме некоја заедничка цел, да победиме или нели да произлезе некоја победа во однос на заработка како тим, меѓутоа позади тоа стои огромна дружба и запознавање нови пријателства. Значи во еспортот игрите бараат секако комуникација помеѓу играчите, кој таа комуникација доведува и до создавање на еден вид пријателства, кои тие пријателства понатака се шират преку онлайн платформите за комуницирање, како што се например Discord и TeamSpeak и слични. Пријателствата се многу вистински, како и во вистинскиот живот кој што се нашите пријатели, така и овие онлайн пријатели, кои што се може да бидат и од различни држави, како например ја имам доста познанства со некои други играчи од странски држави. Професионалните тимови кои што се формирани од повеќе играчи кои што живеат заедно и мора да вежбаат заедно за да имаат успеси на различни турнири. Тие поминуваат повеќе време меѓусебно во дружба и во тренинг, отколку што поминуваат со пријателите во надвор од видеоигрите. Видеоигрите се многу добри алатки за создавање на пријателства локални и интернационални. Ја како дел од интернационален тим имав доста пријатели во странство. Во ден денес доколку треба да посветам некоја друга држава, секако дека можам да најдам пријатели. Доста луѓе во мојот живот ми станаа многу блиски пријатели само заради видеоигрите и љубовта што го имат во еспортот.